прашањето, токму за тоа ние сме овде да апелираме уште еднаш до земјоделците, сега во екот на сезоната за наводнување, особено да бидат внимателни, каде ги поставуваат нивните системи за наводнување и распрскување и како да ги користат. Значи, нашиот апел, односно предупредување до нив е никогаш да не ги поставуваат под проводниците на далеководите. Заради тоа што со таква работа се изложуваат на голем ризик, со фатални последици по своите животи, по животите на сите лица кои можат да бидат во нивната околина, а ја загрозуваат и безбедната и стабилна работа на нашиот електропреносен систем. Заради тоа апелирам тие системи секогаш да ги поставуваат најдалеку што можат од трасите на далеководите, секогаш да внимаваат на правецот на ветерот заради системите кои распрскуваат. И исто така апелирам, ако имаат системи кои се составени од цевки алуминиски или од други метали, никогаш да не ги дигаат во височина, во близина на трасите на далеководите, заради тоа што и со таква активност се изложуваат на директна опасност. Во оваа ситуација сакам да се заблагодарам на телевизија ВИС заради тоа што 4 години поред не излегува во пресрет и го пренесува овој апел до земјоделците и на крај да додадам дека апелираме до земјоделците да не ги палат страништата заради тоа што и со таква активност ја попречуваат работата на системот заради тоа што од тие гасови кои што ги испуштаат огните, се активираат системите за заштита на далеководите, ги исклучуваат и со тоа може да настанат претовар на другите околни далеководи и ја загрозуваат доверливата и стабилна работа на системот. Има ли инциденти во првиот случај со распрскувањето и во вториот случај, барем до сега оваа лето, не знам или како? За среќа нема инциденти. Нашата работа е да превенираме, иако имавме едно многу лошо искуство во 2012 или 2011 година, кога едно лице од невнимание загина во трасата на далеководот токму со тие метални цевки. И од тогаш почнавме превентивни кампањи да правиме, особено во фокусни регионал Овче поле, Штип и Свети Николе, и Струмица превентивно, исто така и Теквешијата, каде што многу наводнуваат со тие системите за распрскување, особено во август, лозјата кога ги наводнуваат.